Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Мамант, светиот Јован Постник и патријарх Цариградски и светиот Елеазар. Светиот маченик Мамант, родум од Пафлагонија од познати христијански родители Теодот и Руфина. Неговите родители биле фрлени во затвор за Христовото име. Во затворот прво му умрел таткото, а мајка му откако го родила него и самата го завршила животот на земјата. Така новородениот младенец останал во темницата помеѓу мртвите тела на своите родители. Но Бог, промислителот, и испратил свој ангел на некоја благородна вдовица Ама, на која насон и се јавил и рекол да оди во затворот и да го земе детето кај себе. Таа измолила од градоначалникот дозвола да ги погребе умрените, а детето да го земе во својата куќа. Дури кога детето наполнило 5 години почнало да зборува, а прв збор му бил мама, поради што и го добил името Мамант. Во училиштето Мамант покажувал необична бистрина, а бидејќи од дома бил воспитан во христијански дух, тој не ја криел својата вера, туку ја исповедал пред своите врсници, исмевајќи ги идолите. Во времето на царот Аврелијан имало жестоко гонење на христијаните. Незнабожците не ги штеделе ни христијанските деца. Мамант имал 15 години кога бил изведен пред царот. Царот му рекол барем со устата да се одрече од Христа, на што Мамант му одговорил: ни со срцето, ни со устата нема да се одречам од Бога и царот мој Исуса Христа. Царот наредил да го тепаат, со свети го гореле и најпосле го фрлиле во морето. Но ангел Божи го спасил и го одвел на висока гора близу до Кесарија. Тука тој живеел во самотија и во молитва. Од неговата светост дивите зверови се питомеле. Најпосле и тука бил пронајден од гонителите и повторно бил ставен на маки. Победувајќи ја и силата на огнот и на дивите зверови, Мамант бил прободен со трозабец од некој идолски жрец. И така ја предал својата душа на Бога, на кого му останал верен во своите маки. Од неговите мошти се случиле многу исцеленија на болните. Светиот Јован Постник, патријарх Цариградски, се празнува и на 30 август. Прво бил златар, па по Божја промисла, а поради своја голема добродетел, бил посветен за свештеник. Како момче, еднаш светиот Јован одел со некој стар монах Евсевија од Палестина. Одеднаш му дошол глас на Евсевија од некој невидлив: Аво, не оди од десната страна на великиот Јован. Тоа гласот Божија наговестувал големата служба на која Јован наскоро ќе биде повикан. По блажениот Евтихи, Јован бил избран за патријарх Цариградски. Никако не сакал да се нафати, но бил застрашен од некое небесно видение, да се нафатил. До својата смрт бил голем испосник, молитвеник и чудотворец. Се упокоил во 595 година. По смртта кај него било најдено како единствена својна: една дрвена лажица, една ленена кошула и едно старо облекло. Познати му се списите за покајанието и за исповедувањето. Светиот Елеазар, син Аронов и втор поред првосвештеник израелски, помошник на Мојсија при пребројувањето на народот израелски и помошник на Исуса Навина при поделбата на ветената земја на 12 колена. Верно го чувал ковчегот на заветот во Силом и завршил мирно.
Tebe